Од најмоćni во власта до пад во најголем очај во опозиција, ова е накратко приказната на Дуи, која сега од улога на губитник последниот месец се обидува популистички да ја продаде идејата дека принципот победник со победник, ако и тие самите го погазија во 2017-та, сега морал да се озакони. Вакво законско решение би било противуставно, зашто во највисокиот правен акт јасно пишува дека мандатот го добива оној кој има освоено најмногу пратенички мандати, а за формирање влада не е потребно ништо освен 61 глас. Според познавачите, ова не е ништо повеќе од добит да се привлече нивниот гласачки електорат пред локалните избори кои следуваат во 2025 година. Новинарот Дженури Сениза Алфа вели дека партијата на Али Ахмети во моментов се наоѓа во и повеќе од незавидна ситуација. Сета ова идеја што ја прокламира Дуи во последниве дена е да го привлече вниманието кај нивниот електорат, бејќи сега се во очај што се опозиција и се видува преку овие националистички идеи да стави активна неговото гласачко политичко тело, бејќи како што знаеме многу близко се и локалниве избори и предстои тешка ситуација на Дуи. Дуи со години важеше за партија која имаше поддршка од странскиот фактор, но според политичкиот аналитичар Љузим Фаризи, тоа се променило последниот период. За Алфа вели дека проблем плюс за Дуи може да биде што не станува збор за идеолошка партија, туку обична клиентелистичка организација каде членството гледа само за своја корист, а партијата ја гледа како агенција за вработување или пат до одредени тендери кој сега е затворен. Европската унија, НАТО и Соединетите американски држави не стоја позади нив овој пат. Под нивно барање дека под секоја цена треба да бидат дел од власт. Тоа разочарување сега кога гледат кај народот, значи бидејќи нивното членство пред се клиентелисти и почна да атерираат по другите политички партии, а тоа го виде од собирот што го имаше во Гостивар на 13 јули, каде беа празни местата. Доказ дека Дуи не може да се помири со фактот дека се опозиција е и тоа што контактирале странска адвокатска канцеларија со цел да се донесе закон каде власта морало да ја формираат победничките партии од македонскиот и албанскиот политички блок. Според Фаризи, самото тоа што ангажирале обично адвокатско друштво каде шеф е Пол Вилијамс, познат како еден од авторите на Охридскиот рамковен договор, покажува дека ова е невозможно да се реализира. Тие за да го прават тоа, си прават вакви екзибиции, буквално со тоа дека ангажирале експерт од странство, кој е консултант, односно адвокатско друштво, и кој ќе им прави ревизија, односно на самиот договор, за истиот кој каде од Дуи го прогласеа дека е веќе завршен и имплементиран во целост. И Сени вели дека токму Дуи се првите кои го прекршиле правилото победник со победник, кога пред 7 години решија да коалицираат со СДСМ, иако победник на изборите беше ВМРО ДПМНЕ. Знаеме дека Дуи ова идеја што го прокламира да го озаконува принципот победник со победник, прва го прекрши во 2016 година, како што знаеме Македонија е унитарна држава и влада формираат ова мнозинство што има 61 глас. И мислам дека Дуи овој недели уште не научиле да биде опозиција. На сепартискиот собир на 13 јули, првиот човек на Дуи, Али Ахмети, објави дека контактирал со Вилијамс и му ја објаснил ситуацијата создадена во Македонија по изборите на 8 мај, при што го ангажирал експертот за меѓународно право да подготви предлог платформа за меѓуетничкиот легитимитет на институциите во согласност со Охридскиот рамковен договор.